Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ви ја снимам оваа интересна геолошка формација зад мене, кој што се наоѓа на патот за Градско. Често минувам од тука, меѓутоа секогаш ми го привлекува вниманието оваа геолошка формација и сега заправ и се решив да ја истражам поблиску. Карпите, кои ќе се видат одблиску, изгледаат многу мазно, односно изгледаат како да се обработени, иако се само откопани кога се правеше патот тука. Првиот ред на карпи, кои што се највеќе изложени, се високи 2,5 метра, а не знам колку се долги, затоа што продолжуваат внатре во ридот. А еве и одблиску како изгледаат карпите, да ги погледнете. Значи многу се мазни и ги има во 3 реда и изгледаат сите симетрично меѓу себе. Првиот, вториот и третиот ред се со иста големина карпите и се исто распоредени и сите имаат агли, односно како да представуваат некоја формација, како да означуваат нешто. Не знам дали природата може да ги направи со волку остри агли и волку симетрични овие карпи. Јас не успеав да ги измерам, меѓутоа овака одоко ми изгледаат дека сите се исто високи, што представува уште една аномалија. И мислам дека природата не може да ги направи толку симетрични и толку исти и во редови, значи ги има во 3 реда. Растојанието меѓу редовите е исто така симетрично, значи се работи за една симетрична формација на карпи, за кој што јас лично не сум уверен дека се направени со помош на ерозија, затоа што изгледаат, пак ќе кажам, премногу симетрично, односно изгледаат како да представуваат некоја вештачка формација. Меѓутоа ме поттикнаа да размислувам и да истражувам повеќе за овие камени симетрични структури кои што ги среќавам многу често на некои сега зафрлени места. Овие карпи мене не ми изгледаат на природни, односно дека се настанати со ерозивен процес. Ако е така, тогаш е многу интересен феномен и во секој случај заслужува наше внимание, затоа што очигледно имало претходно цивилизација која што го обработувала каменот на начин на кој што ние денеска не можеме. Тоа го покажуваат бројните формации низ светот и мислам дека оваа зад мене е една од нив. Кога ќе го видам вака местото подобро, ми личи исто така и на оние стари рудници од кои што ваделе камен и би можело од ова место да ваделе големи блокови камења кои што потоа ги користеле за градба. Исто така и таа теорија би ја историл тука пред вас, па да видиме заедно што ќе испадне. Тоа што ја потврдува исто така мојата теорија дека од тука се ваделе големи блокови камења, се и остатоците кои што се ископани во близина од камења, од кои што од некои од остатоците, како што може да видите, има перфектно извадени коцки од камења. Еве како оваа коцка што е тука, што ја потврдува мојата теорија дека од ова место се ваделе големи блокови камења кои што биле користени за градба, можеби во блискиот град Стоби, а можеби дури и за изградба на пирамиди кои што ги има многу низ Македонија. Па ја видете сами и кажете ми дали не е ова перфектна коцка од камен.
Еве, се вратив назад, после цел ден поминат во истражување и да резимирам за денешниот ден. Значи, јас ги истражував тие камења и дојдов до неколку заклучоци, кои што веќе ги изнесов од видеото, во видеото. Меѓутоа, сега да резимирам, јас лично мислам дека тоа е некое место кое што е направено така симетрично и кое што представува енергетско место. Меѓутоа, исто така, можеби тоа сето да биде само природна ерозија, односно самата природа да се поиграла и да го направила тоа место да изгледа така како некоја джиновска слагалица. Исто така, една од моите теории е и тоа дека од тоа место се ваделе големи камени блокови, кои што служеле за изградба дали на огромни објекти кои што ги има, дали за пирамиди, дали за патишта. Тоа не знам, затоа што тој дел од историјата нас ни е скриен и знаеме многу малку. Имаме остатоци на тие големи камени градби насекаде, ги има и кај нас. Една од тие градби е во градот Стоби, една е на Видинград, кој што се наоѓа на висока на врвот, ги има во гробницата на Бонче тие големи камени блокови, што значи дека би можело да се ваделе од таму и да се транспортирале насекаде по овие градби, по овие локалитети што ги набројав, Бонче, Стоби и Врвот Високо. Меѓутоа, тука се отвара уште една мистерија, а тоа е како успевале тие тонски блокови на камења да ги транспортираат од овој локалитет па секаде низ Македонија, на далечина можеби и од 100 километри. Меѓутоа, да не навлегуваме во уште една мистерија, да резимираме за овој локалитет, а тоа е дека локалитетот по се што истражив испаѓа според мене дека не е природен, односно дека многу тешко е по ерозивен пат да се добијат такви агли и такви симетрични форми во една права линија на неколку нивоа. Тоа е моето мислење, тоа го добив јас од денешното истражување. Доколку вие имате ваши теории, би бил повеќе од среќен да ги слушнам. И ако имате можност, отидете, истражете го тоа место или други такви места околу вас. Ете така, мене денот ми беше исполнет со многу интересно истражување. Се надевам дека вас ви беше интересно и дека заедно ќе дојдеме до некои одговори. Како и да е, ви благодарам што го изгледавте ова видео, ви благодарам што ме следите. Претплатете се, луѓе, тоа многу ми значи, така што, затоа што така знам дека имам поддршка од вас и дека не сум сам во сите овие мои истражувања и слично. Многу ми значи тоа, мислам на секој од вас би му значило да знае дека не е сам, па така и мене, па затоа претплатете се, да не ложам многу, ви благодарам. Се гледаме ние во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.